Добар ден! На овој час ќе се запознаете со уште една наставна содржина од темата реакции на неутрализација. Ќе дознаете за лековите за лошо варење. Во текот на овој час ќе научите како се викаат лековите кои помагаат при лошо варење, на кој начин делуваат, кој тип реакција се одвива при нивно користење, како да испланирате истражување за тестирање на лековите за лошо варење и како може да користите различна опрема правилно. Исто така на овој час ќе поврземе доста претходни знаења што сте ги учеле на часовите по предметот биологија. Па ајде да се потсетиме. Која е функцијата на желудникот? Сигурно знаете дека тој е дел од дигестивниот систем и има улога да лачи желудечен сок. Желудечниот сок е составен од ензими кои ја започнуваат дигестијата. Хлороводородна киселина која ја зголемува киселоста во желудникот и ја одржува во интервал на pH од 1 до 1,5. Со тоа се разградува храната и се уништуваат бактериите. Муцин, која заштитува цревната слузокожа од разорното дејство на хлороводородната киселина, како и вода и минерални материи. Што е лошо варење? Лошото варење на храната е проследено со симптоми кои се чувствуваат како притисок во стомакот, надуеност, грчеви, бодење и слично. Може тоа да го почувствувате и во моменти кога ги изедете премногу храна за кратко време. Што го предизвикува? Го предизвикува вишокот желудечна киселина која не била целосно неутрализирана од жолчниот сок и преминала во тенкото црево, при што ја нагризува неговата слузокожа. Жолчниот сок е супстанца која се излева на почетокот на тенкото црево. Како може да се излечи? Може да се излечи со лекови кои што се нарекуваат антациди. Тие во својот состав содржат базни средства кои ја неутрализираат киселината и ја ублажуваат болката. Антацидите ни се дадени на следниве фотографии. Гледаме лекови кои што се за иста намена, а се произведени од различни фармацевтски компании. Доколку би имале ваков проблем и треба да пиеме вакви лекови, како би избрале кој антацид да го користиме? Можеме да си направиме едно наше истражување и да ги тестираме лековите за лошо варење. Тестирањето на лековите за лошо варење мора да го направиме со претходно истражување и план за истражувањето. Истражувањето треба да се состои од целта која што ќе ја истражуваме. Например, може да истражуваме колку е ефективен лекот за лошо варење. Исто така треба да дизајнираме експеримент каде ќе се определат променливите во текот на истражувањето. Која е независна променлива и како таа независна променлива ќе биде променета, која е зависна променлива и како ќе се мери во текот на истражувањето и кои се контролни променливи и на каков начин ќе ги контролираме да останат константни во текот на истражувањето. Доколку цел на нашето истражување е кој антацид е поефикасен, тогаш би требало да знаеме што ќе мериме. Може да го мериме времето изминато за неутрализирање на киселината. Исто така, треба да знаеме што ќе менуваме во текот на истражувањето. Може да ги менуваме таблетите и да користиме таблети од различни производители. А она што треба да ни остане исто, треба да биде видот на киселината, волуменот на киселината, температурата на киселината, големината и допирната површина на таблетите.
Овие параметри мора да ги контролираме во текот на истражувањето и при секое истражување да користиме ист вид на киселина, ист волумен од киселината, да работиме на иста температура, да користиме иста големина од таблетите и доколку би работеле со спрашена таблета, тогаш во секое од истражувањата треба да работиме со спрашена таблета. Резултатите од истражувањето најдобро е да ги внесеме во ваква табела, каде што ќе имаме представено која ни е целта на истражувањето, како во случајов кој лек е поефикасен. Представени ни се независната променлива, контролната и зависната променлива. Во независна променлива се различните таблети, односно таблетите од различните производители, 1, 2, 3, 4 и 5. Во зависна променлива ни се вредностите од мерењето на времето, кое што е потребно за да дојде до неутрализирање на киселината, и тоа за различни таблети. А во средината се наоѓаат контролните променливи. Видот на киселината, волуменот на киселината, температурата на киселината, големината на таблетите, допирната површина на таблетите. Овие променливи мора да останат константни во текот на целото истражување. Во текот на истражувањето имаме потреба од прибор за експериментирање. Тоа е пипета за мерење определен волумен од киселината, лабораториска чаша во која ќе се изведува експериментот, штоперица со која ќе се мери времето на неутрализација на киселината, хлороводородна киселина која треба да биде разредена и таблети, односно антациди. Исто така, при експериментирањето мора да се заштитите себе си и тоа да носите заштитни ракавици, заштитни очила и мантил. Тоа е се за овој час. За да проверите дали сте ги постигнале целите за овој час, ќе се навратите на почетокот на оваа презентација и ќе ги одговорите прашањата кои ги поставивме на почеток. До гледање.